А сега е време за гости. Од другиот агол од студиото веќе е сместена мојата колешка Слободанка. Добро утро. Добро утро, Сузе. Добро утро и за нашиот прв гостин Михаел Минов, кој е веќе наш соработник и пријател на Алфа телевизија. Сезонски. Така. И верувам дека во овие денови кога се подготвуваме за оној студен бран, многу добро ќе ни дојдат вашите совети. Сузе, би сакала да те прашаме ве кога ќе ти дојде настинка, вирус и слично, по што прво посегнуваш? Јас и пред да дојде таква ситуација посегнувам по прополисот, но најчесто сакам да имам витамин С дома. Така. И да имам нешто што по моje народски ќе го спречам тоа што не сакам да дојде. Така, убаво. Дали треба тоа да го практикуваме? За домашна аптека одличен избор на 3 производи кои што помагаат, нели, да не узнапредне инфекцијата, односно да ја држиме смирена. А организмот ќе се избори со инфектот, може би ќе му требаат дополнителни 3-4 дена. Нема тоа да биде денес сутре, меѓутоа ќе биде на најсоодветен начин, на најприроден начин, без несакани ефекти. Така. Прополисот како таков е субстанца која што има многу бенефити за целото тело. Што значи ние добивме и совет сега од Сузе во овој момент. Одлично. Добро утро и од мене, Михаел Минов, магистар фармацевт. Така, јас морам за почеток, па потоа ќе продолжиме со аптекар, како што милуваш да те особуваме така со тоа име, но како и да е, секако дека, како што кажавме, сезонски сме тука, затоа што настинките еве веќе се присутни вирусите, да не заборавам секако да ги поздравам и нашите гледачи пред се и да им посакам добро утро на сите и внимателно да слушаме совети. Ние секогаш ги слушаме, меѓутоа ќе помине некој подолг период, па може да ги подзаборавиме, па затоа еве неповторно пак во студио да ја освежиме меморијата. Така да, настинки, вируси, убаво кажа Сузе, секој треба да си има домашна аптека за кога ќе почувствуваме некакви такви симптоми, за да веднаш реагираме, за да се улесниме на самите себе си. Меѓутоа, јас би сакала тука веднаш на почетокот да разграничиме настинка, вируси. Ајде околу настинките. Во принцип тоа све, како да кажам, сите тие заболувања спаѓаат во групата на настинки, и вирусните, вирусот на настинката, нели познати како коронавирус, и тоа и заболувањето што го дава, и тоа спаѓа во групата на настинки. Меѓутоа има и голем број на не така популарни вируси, риновирус, хемофилус е тука, многу се расширени и кои што даваат локална манифестација во пределот на носот, грлото. Сега, нели, како луѓе сме такви... Солзење на очите. Све е тоа тој горен орал апарат. Да. Значи, знае да се јави болка во увото, многу има симптоми поврзани со тој вирус, а кои што се во пределот на главата. Да, верувам. Секако, луѓето што велат цело тело ме боли. Ме вртат колената, не знам, грбот ме боли. Да, тоа се све ефекти од вирусите. А може само ли грбот да боли од настинка, а другите симптоми да ги немаме или нема врска тоа? Ете малку да разграничиме, да појасниме. Со оглед на тоа дека да постојат луѓе, типна категорија на луѓе кои што токму во оваа сезона им се јавуваат такви болки, зошто е тоа така, не знам дали ќе најдеш одговор. Меѓутоа дали може да е поврзано со настинка, затоа што телото се прилагодува на постудените денови. Па претпоставувам дека и од таму може да е болката. Точно. Во принцип, манифестација на грбот ќе пројави вирусот херпес симплекс. Значи не е тоа оној истиот херпес што на усните прави, како да кажам, лезии. Така. Е од истата фамилија на вируси, меѓутоа бара поинаков третман. Сепак, да. Да, инаку тие манифестации во пределот на грбот се исклучително болни и луѓе завршуваат и на клиника со јаки дози на миорелаксанси, па и на седативи, али терапијата трае многу подолго во овој случај. А херпесот кој што се јавува во пределот на усните,
овој период од годината е исклучително чест. Да, можам да забележам, веќе и некои мои пријатели и колеги исто. Да. Веројатно е нормално да е така. Оте знаете како Што представува да појасниме за херпесот? Зошто тој се појавува? Затоа што нашол подно тело кај конкретен човек, како домаќин. Кај некој почесто е, тоа ми беше прашањето, а кај некој воопшто не го имал во текот на своето живење, не знае ни што е херпес. Зошто се јавува така? Еднаш настаната инфекција со херпес, како вирус, остануваат партикулите во човековото тело и на секоја промена, дали ќе биде од топло на ладно, од ладно на топло. Значи, адаптација кога има на организмот. Дали ќе има некоја друга инфекција, бактериска, например, или нешто му се случува на организмот, односно имуниот систем е насочен кај другото заболување, херпесот ќе пројави манифестација најчесто во пределот на усните. Меѓутоа, знае да направи проблем и со капаците на очите. А по телото исто? Овој симплексов поретко. Но има и случаи кои што се појавуваат на грбот, околу рамото и слично. Сегде се појавуваат. Се појавуваат, за жал. Добро. Сега зборуваме значи за настинките. Ајде сега она што ќе следи, што е она што ние можеме да го облажиме, како што еве Сузен ни даде ова утро нејзин совет, што е она што треба прво да посегнеме за да ја облажиме настинката. Сега веќе дојдовме до онаа тема кога ќе прозборуваме малку и за витамините кои што ќе ни ги препорачаш и кои што треба да ги имаме. Сузана убаво кажа прополис, како прв избор. Во принцип тоа треба да бидат производи кои што можеме да ги примиме, дали да ги спиеме во облик на таблета, дали во облик на раствор. Не знам, прополис има и во облик на спрејче за уста, го има и како капки за пиење, го има и како таблетки, во комбинација со С витамин, во истата таблета, мислам дека е одлично решение за поддршка на имуниот систем. Покрај прополисот тука е се и цинк пастилите. Колку пати на ден треба тоа да го неограничено? Неограничено. Кога сме настинати, значи? Му треба поддршка на организмот. Поддршка на организмот, добро. 3-4 пати во текот на денот, еве да се нашприца од тој спреј или таа ориблета, односно таблета за жвакање што е, 3 до 4 пати во денот не е проблем. С витаминот го спомнавме, апсолутно 500 до 1000 милиграми, значи дали во една доза, дали во две дози. Е дозволиво. Е и препорачано, не само дозволиво, и препорачано, вообичаено наутро, односно на пладне. Некако избегнуваме С витаминот да го препорачуваме навечер. Зошто? Неговото антиоксидативно дејство ќе даде многу, како да кажам, енергетски бустер на телото. Така да навечер ако... Несоница може да се јави, предпоставувам. Зависно и тоа зависно од организмот кај човекот, нели, кој како се реагира на витаминот С. Меѓутоа е сосема доволно, еве и тие 1000 милиграми се сосема доволни за да си помогне на организмот да се справи со вирусот, со настинката. Сега кога сме кај витаминот С, ајде малку нешто повеќе и за него, за да разјасниме еднаш за секогаш повеќе нешта. И без разлика дали сме со настинка, вирус и слично, колку пати во текот на денот е препорачливо да се консумира, да кажеме, витаминот С во било каков и облик да е? Ви спомнав еднаш до 2 пати дневно, наутро, односно напладне. И без разлика и кога сме здрави. И кога сме здрави, добро утро, нели, дома да си спие кафето, да, не знам, условно кажано на гладно, таблетата витамин С, и после половина час веќе човекот може и да се храни. Така. Кога сме кај настинките, јас мислам дека појаснивме и што е она што треба и секако нашите гледачи да го абсорбираат како информација и да го знаат, или пак, како што кажав и на самиот почеток, да им ја освежиме меморијата. Сега ќе се навратиме на оние вирусните инфекции. Која е таа некоја тенка разлика помеѓу настинката и вирусната инфекција и што треба пак да сториме кога сме со вирусна инфекција, со оглед на тоа дека сакале ние или не, секогаш е ова сезона на настинки и на вируси? Да.
Значи, вирусите се такви организми да бараат соодветен домакин, човек, нели, за да може да се размножуваат, за да може да се го затворят својот биолошки циклус. Може би конкретниот вирус кај вас нема да пројави никаков ефект, меѓутоа јас можда ќе завршам на инфективна клиника. Сето тоа индивидуално е. Да, многу зависи од самиот човек, многу зависи од колку е неговиот имун систем активиран со тие суплементи кои што се наменети за подобрување на имунитетот и самиот вирус, неговиот сој, колку е интензивен во нападот врз домаќинот. Така. Во принцип, симптомите се туку рече идентични, дали е бактериска настинката, дали е вирусна, да, носот тече, грлото гребе, има и температура, покачена телесна температура, ушето може да боли. Значи идентични, скоро идентични симптоми, да. Сега, кај вирусните инфекции, ние тука секогаш кога ги споменуваме, посегнуваме по антибиотиците. Таков народ сме. Јас мислам, дали се уште е така? Еве, вие знаете по статистиката, дали се уште се бараат антибиотиците, меѓутоа, еве, вие ќе ни кажете дека дали воопшто се потребни при вирусни инфекции антибиотиците и да расчистиме и нешто тоа. Во принцип, не делуваат на вирусот, каков год да е антибиотикот, нема да делува на вирусот, но кога, еве гледачите сигурно ќе се сложат, кога се настинате, ќе отидат кај матичен лекар, он ќе даде упут за лабораторија и врз основ на лабораторијата знаеме што треба да се даде. Ќе му каже на пациентот дали да прима или да не прима антибиотици. Зошто е тоа така? Затоа што кога сме настинати, нели, организмот е почувствителен, така да полесно може некоја бактерија да е веќе накалемена или па сме си ја носеле, ама еве сега испадна моментот. Да. Така. Кога ќе се ординира антибиотик, мора да се испие целата доза. Значи во пакувањето има 3, пиеме 3. Има 16, пиеме 16. Најлошо нешто што си правиме сами на себе е кај овие што се со повеќе таблети или капсули внатре. Негде ете 5 ден, па добро ми е, не треба веќе и ќе останат 2-3 таблетки во блистерот во пакувањето. А тие може да го речат проблемот. И после известно време имам ова дома од нели XY лекот, ќе се напијам едно вакво, чека и од ова останале 2-3. Ето таква една каша ќе се направи од, како да кажам, од хемикали кои што може да направат и несакан ефект. Што значи дека секогаш треба да се држиме до препорачаната доза која што ни е и кога се работи за антибиотикот. Меѓутоа, дојдовме до заклучок и треба да знаеме дека антибиотикот се дава кога покрај вирусната имаме и некоја бактеријска инфекција, а во другиот случај никако. Превентивно не. Да, превентивно не, ете тоа да го разјасниме. Кога имаме вирусни инфекции, кои витамини се исто така добре дојдени? Дали повторно витаминот С и така натаму или нешто плюс? Витаминот С во принцип секогаш добре дојден. Така. Цинкот е исто од групата на имуноактивни. Делова помага. Да, на имуноактивни соединенија. Тука се едни растителни суровини, бета-глукани се викаат, кои што ги спремаат клетките на човекот успешно да се одбранат од вирусите. Што значи тоа? После бета-глукани, дали во облик на сирупче, дали во облик на капсули, утредента започнува најчесто, говориме тука за вирусна инфекција, настинка во горниот дел на респираторниот систем. Значи за 24 часа човекот започнува интензивно да кашла и да го искашлува шлаемот, секретот од белите дробови. Фактички тоа е тој ефект кој што го сакаме, кој што е потребен, затоа што е тоа мртви клетки се шлаемот.
Овие спогледнувам кон да видам времето да забележам, би ги сакала минутите да ги искористам за едно следно прашање. Со оглед на тоа дека сега се студени денови и многу пати ке слушнам и од наши блиски и од самите нас, многу ми студеше, настинав. Што прави студот? Зошто студот навлегува во порите на кожата на човекот, го очувствуваме и тој предизвикува било што и да е, и каков тип на настинка и Сите го имаме тој момент. И дали може од студот, се извинувам, да дојдеме и до поголеми последици што се однесува за бронхит и слично и така натаму. Да, може. Значи од студот е може. Од сув, студен воздух. Воздух, така. Наутро е веќе температурата минус. Прашувам за дечињата сега. Да. Така да, шал или бандана обавезно, да го подзагрее малце воздухот пред него што биде вдишен. Така. Го спомна студот во коски. Баш така. Многу чест проблем настанува најчесто како резултат на нарушена циркулација. Зошто е таква состојбата? Затоа што е ладно, настанува една вазоконстрикција, односно стеснување на крвните садови во периферијата, носете ни се сепак периферија, исто како на пример и ушната школка. И носот нели ќе почне да цури, ушите ќе се зацрвенат и човек кога ќе влезе од ладно на топло, одма ги фаќа ушите да си ги догрее. Така. Инаку Но можно е, значи, од студот да дојдеме до такви последици. Затоа да се обликуваме потопло, да пиеме чаеви и да се грижиме за нашето здравје. Многу благодарам што одвои време ова утро, повторно, како што кажав, да се потсетиме ние. Сезонски си тука и наш соработник, како што веќе Сузе кажа, и добре дојден секогаш. А знам дека и гледачите со уживање те слушаат, затоа што сите овие информации се за доброто на сите нас. Така да, Сузе, одлично си правиш со прополисот, со витаминот С и продолжи си понатака. Благодарам многу и за разговорот. Верувам дека убаво ги посетивме гледачите.